луѓето кои ја имаат перспективата на Македонија во наредните 30 години. Се разбира, нема подобра вест од тоа дека вечерва една година слави новороденчето на 1 јануари минатата година. Со мене се семејството на Теодора и на Михаил. Тоа е семејството Радевски, Билјана и Сашо. Сашо е механичар, а Билјана е на границата меѓу новинарство и лекторство. Што се промени откако малата Теодора дојде на власт? Помина година дена. Вика мама, тато? Точно така, многу работи се променија, вика мама, тата, баба, деде. Уште бато не може да каже, се труди. Многу работи се променија, најпрви на обврските, поголеми се обврските, нормално, финансиски се зголемија трошоците и среќата се зголеми најмногу. Колку чини едно 4-члено семејство во вакви услови со младо поколение? Па, тоа точна бројка не верувам дека можам да кажам, меѓутоа верувам дека околу 500 евра чини месечно. Да, верувам. Зборуваме. Саша работи доволно? Работи. Каде е твојот микрофон? Да. Тука е, да. Како кога се договориме по телефон ми рече менаџерот на фамилијата ќе решава. Таа менаџира со семејството и со парите или вие сте, да речем, логистика која понекогаш мора да слуша? Јас сум за финанси менаџерот, она е менаџерот за домашните обврски околу деца и околу се останат. Јас сум тој што работи исто така и она нормално. Се трудиме да изградиме едно добро семејство. Обврските нормално, како што каже Биле, ни се зголемија. Среќата ни се тrodуплира. Не е лесно да си родител, многу обврски има околу тоа, но сладки обврски нормално се разбира. Успевате да се организирате животот да има некаква социјална димензија, да не бидете робови на децата? Успеваме, да, со договор, со помош, нормално и од баба, деда, и двајцата, нели, ако си помагаме, нормално дека ќе успееме. Се уплашивте од прашањето кога трето? Зошто? Па, затоа што огромна е разликата меѓу едно и две деца. Верувам дека веќе 3 е уште поголема разликата, односно обврските се уште поголеми, темпото е се побрзо. Затоа не знам јас на тоа прашање да ви одговорам. Претходно бев уверена дека ќе имаме 3 деца, а сега само Саша е уверен. Саша и да работите на тоа, зашто оваа држава од која се иселуваат мајте еден ден ќе биде благодарен што оставате поколение. Дали вие ја почувствувате среќата на децата преку среќата на домот? Да, секако се разбира дека да. Кој помага најмногу? Која е логистика? Логистиката од постарите, баби и дедовци од двете страни, ако не се они, ќе биде уште потешко. Така? Да, благодарни сме до нив, така да со нивна помош тераме и дале кон трето. Да, ви посакувам среќа, и чекам новости на тој план, да. За мене е важно првата вест. Ви посакувам среќни денови, многу труд и многу радост и се надевам дека ќе успеете да одгледате одлични деца и за идната генерација. Стравувате за наредните 20 години? Да, многу страву. Знаете како, стравуваме за сега, за сегашните години, дали ќе ги изведеме на прав пат, дали најважно ми е психичкото здравје на децата, и дали на тој пат првин ќе ги изведеме, а не па на 20 години. Благодарам, поштовани гледачи, тоа беше семејството на младата Теодора, која лани на 1 јануари, една минута по полнок, се породи и беше новиот жител на Скопје и новиот жител на Македонија, која се повеќе старее. Да ја потсетам, нашата просечна старост е над 65 години, ние сме држава со европско најстаро или меѓу најстарите населенија.